Румена војвода. Поради повеќе обиди за грабање и исламизирање, таткој рано ја омажил за Георги Шопа. Румена се воодушевувала од ликот и подвигот на војводата Илјо Марков Малешевски, кој со околу 170 ајдути ја нападнал кулата на Деве Бајр во 1854 година. Во истрагата и одмаздата што следувала од страна на османлиите, меѓу другите, сред село била мачена и Румена, пошто се пријавила за ајдутка, но Малешевски одбил да ја прифати. Таа го напуштила семејството и со помош на Стојан Крклјански како бајрактар формирала своја ајдутска чета. Била страв и трепет за османлиските власти и чорбаџиите насилници од просторот од планината Осогово до Врање, од 1858 до 1861 година. Според една од верзиите за нејзиниот животен пат, по предавството и неуспешниот обид за атентат, ја напуштила четата и со бајрактарот пребегнале преку реката Дунав и подоцна стапиле во брак и се населиле во Букурешт, во Романија, каде што и починала. Опејана е во повеќе македонски народни песни, како Планинска царица. Постојат повеќе верзии за годината кога е родена Румена. Според едни, околу 1826, а според други, во 1831 година. Врз основа на податоците на годината кога е мажена, се смета дека Румена е родена околу 1829 година во Ќустендилско. Таа е израснала во убава, снажна и способна девојка, која го привлекувала вниманието на османлиските напасници. Кривопаланичкиот кајмакам, привлечен од незината убавина, ја грабнал и ја принудувал да се потурчи, но селаните од неколку села се побуниле и се спротивставиле на османлискиот зулум. Околу 40 селани биле уапсени како бунтовници, но сепак на крајот, заедно со Румена, биле ослободени. Поради повеќе обиди за грабање и исламизирање, таткој во 1843 година, на 13 или 14 години, ја омажил за Георги Шопа. Иако Румена рано се омажила за својот соселенец, со тоа не престанале и обидите на османлиите да ја потурчат. Поврзувајќи ја со арамиите и бунтовниците, во случај на какво било убиство по патиштата, властите секогаш ја барале Румена. Ја носеле на истрага во Паланка, ја мачеле за да ја потурчат. Притисок ја вршели и преку незиниот татко, кој бил одведен во Скопје, каде го држале во апсана 1 година. По враќањето, изнемоштен и болен, набрзо починал. Теророт на османлиската власт се повеќе ги зголемувала симпатиите на Румена кон ајдуците и бунтовниците, како и желбата таа да се приклучи кон нив и да се бори против насилниците кои си живувале врз македонското незаштитено население. Уште откако се омажила, таа одржувала врски со некои сеимени од кулата на Деве Бајр и со некои ајдуци. Румена била импресионирана од подвигот на војводата Илјо Марков Малешевски, кој со околу 170 ајдути ја нападнал кулата на Деве Бајр во 1854 година. Веднаш по нападот на кулата била испратена по Малешевски дури од Нишко. Во истрага и одмазда што следувала од страна на османлиите, меѓу другите, сред село била мачена и Румена. Таа молчала додека ја тепале да каже што знае, но овој настан бил пресуден за одлуката која ја донела и пресвртница во незиниот живот. Се пријавила за ајдутка, но Малешевски одбил да ја прифати.
Во 1855 година, по кавгата и убиството на некој турчин, кога сите пропиштали во неа како гледале како на ајдутин, одлучила да го напушти семејството и 4-годишниот син Андон и навистина да стане ајдутин. Оставајќи аманет да и се чува синот единец, таа го напуштила семејството и со помош на Стојан Ковачот од село Крклја, како баректар формирала своја ајдутска чета. Во периодот од 1856 до 1860 година, Румена со својата ајдутска дружина станала страв и трепет за османлиските власти и чорбаџиите насилници на просторот од планината Осогово до Врање. Ајдучката дружина, вешто раководена од Румена и незиниот побратим Стојан Барактарот, заштитувајќи го македонското население, ликвидирала неколку турски, арамиски чети, одделни насилници, многу аги и богаташи, меѓу кои христијански, биле прогонувани од Румена за пакостите што ги правеле над сиромасите, а ги напаѓала и предавниците и соработниците со османлиската власт. Меѓу народот, таа била позната како добар војвода и закрилник и станала прочуена како планинска царица. Против дружината биле покренати бројни потари, но благодарејќи на помошта на бројните јатаци на македонските селани, Румена успевала да избега, префрлајќи се од еден на друг крај. Иако дружината действувала самостојно, кога потерите зачестиле и станале побројни, Румена се поврзала со дел од дружината на Илјо Малешевски, кој во тоа време се наоѓала во областа на Врање, додека тој со останатиот дел бил во Србија. Обидот да се поврзат со дружината на Малешевски во околината на Врање останал неуспешен, бидејќи ајдуците на дедо Илјо не можеле туку така да прифатат жена ајдутин, кон која гледале со презир и омаловажување. Неприфатена, дружината се вратила на својата територија, а презирот кон жената ајдутин, кој дотокаш бил скриен со докашните успеси, се појавил на површина. Неуспехот предизвикал несогласување и сомнеш кај ајдуците на Румена. Тие, причините на неуспехот на дружината, го побарале во распадот во побратимството и посестримството меѓу Румена и Стојан. Сомнежот пренесен од ајдутите на Илјо Малешевски, дека не прилега жена за ајдутин, го искористил Спасе од село Градец, еден од ајдуците на Румена, кој сакал да стане војвода. Наместо да се издвои и да формира своја дружина, под изговор дека не прилега жена да ги води и дека таа го изневерила посестримството, тој наговорил неколкуми ајдути да ги ликвидираат Румена и Стојан. Постојат повеќе верзии за еден од ретките трагични настани во ајдучките дружини во Македонија. Според една од верзиите, кога дружината се наоѓала во некои колиби меѓу селата Градец и Габер, во Кривопаланечко, Спасе и Милко од село Габер ги убиле Румена и Стојан со дрва, додека спиеле во колибата. Тоа всушност било едно од ретките предавства во ајдучките дружини и убиство не од османлиите, туку од своите содругари. Ова убиство е уште едно во низата од многобројните крвави македонски меѓусебни уништувања како народ. По убиството, дружината под раководство на Спасе делувала неколку месеци и се распаднала. Милко и уште тројца ајдути, кои се сметале за виновни за убиството на Румена и Стојан, биле одмаздени од нивниот другар Стоилко од село Трново. Тој ги убил на спиење во село Жидилово, Кривопаланечко, пошто се предал на властите. Единствено се спасил Спасе, кој бил одсутен тој ден. Но постои и друга верзија, според која по предавството неуспешниот обид за атентат на убиство, Румена ја распуштила четата и со барактарот пребегале преку реката Дунав и подоцна стапиле во брак и се населиле во Букурешт, во Романија, каде што и починала околу 1890
1995 година. Румена Војвода била водач на една од најпрочуените ајдучки дружини во македонската историја. Таа е опејана во повеќе македонски народни песни како планинска царица.